Распишани 8-те поред локални избори од независноста на државата, со што официјално почнаа да течат роковите за изборниот процес. Партиите имаат рок до 15 септември да ги поднесат конечните листи со советници и градоначалници, пошто Државната изборна комисија ќе треба да ги провери и да ги утврди најдоснан до 27 септември. Првиот круг од локалните избори ќе се одржи на 19 октомври, а вториот доколку не се избере градоначалник во прв круг на 2 ноември. Собранискиот спикер порача дека изборите се суштината на демократијата и ги повика сите политички сили, кандидати и соодветни структури да покажат висок степен на политичка култура. За време на кампањата, собранието ќе продолжи со редовно административно функционирање, но нема да одржува пленарни седници. Сакам да нагласам дека изборите не се прост технички процес, туку се суштината на нашата демократија. Тие представуваат реална можност граѓаните да изберат водачи кои одразуваат одговорност, визија и посветеност кон јавниот интерес. Така, 19 октомври 2025 година представува важен момент за зајакнување на демократијата, подобрување на благосостојбата на граѓаните и за градење на подобра иднина за сите. Упатувам јасен искрен повик да се избегнува каква било форма на притисок, разделбен говор и секој обид за инструментализација на институциите и на јавните ресурси за партиски интереси. Со веќе познатите имиња за градоначалничката трка се исцртуваат и контурите на тоа каква кампања не очекува која ќе стартува на 30 септември и ќе трае 20 дена. ВМРО-ДПМН ги објави своите кандидати за поголемите градови и општини. На повеќето места ќе одат со веќе проверени кадри, односно актуелните градоначалници. Од СДСМ пак побавно ги објавуваат имињата. До сега соопштија околу 30-тина, а конечните листи ќе ги објавиле по одморите по 15 август. Најинтересната битка е секогаш во главниот град. На овие избори ќе се соочат Орце Ѓоргиевски, актуелен градоначалник на општина Кисела Вода, и поранешната министерка за животна средина Каја Шукова. За татко на градот ќе се надпреварува Искендер Реџепи со Амин Одали Ахмети. Своја кандидатура за град Скопје најавија и од Вреди, што се однесува во така наречениот албански блок. Најинтересна ќе биде битката во Чаир. Таму ќе се соочат актуелниот вице-премиер за животна средина Изет Меджити од Вреди со кандидатот од интегративците, поранешниот министер за надворешни работи Бујар Османи. И друг министер влегува во трката, а тоа е министерот за социјална политика Фатмир Лимани, кој ќе се обиде да го освои кичево, додека се во кампања нивните функции ќе мируваат, односно со министерствата ќе раководат заменниците. Всушност така предвидува и законот. Вкупниот буџет за одржување на локалните избори 2025 изнесува 9.760.000 евра.